Денешен наш гостин е градоначалникот на општина Карпош, Стефче Јакимовски. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Благодарам на поканата. Градоначалнику, најавивте дека овој период ќе го искористите за обнова на светилките на уличното осветлување во општината, ќе ставите економични леци, така наречени светилки, кога, како, докаде ние распишавме еден тендер. Имаше голем интерес за истиот, но во исто време имаше многу подпрашања, па и сомнежи, можеби со право на некои. Сакајќи максимално да биде тендерот објективен, бидејќи се работи за голема вредност од некаде 1,5 милиони евра, инсистирав да се направи комисија од сите советнички групи, плюс 20 членови од општинската администрација, 20 професори од електрофакултетот, и тие заедно да ги утврдат критериумите кои треба да ги исполни новиот електрооператор кој што треба да ги замени светилките во општина Карпош. Тие тоа го сторија, го распишавме сега тендерот, утврдени се значи максимално објективни критериумите и треба, мислам дека на 16 треба да се отвори тендерот. Така да како ќе биде, кој ќе даде најдобри услови, тој ќе си ја работи работа. Добро, вака граѓаните секогаш се нетрпеливи, кога би можеле да очекуваме? Веднаш? Ако нема жалби, тоа значи дека ние може да почнеме уште во негде на почетокот на август. Ако има жалби, тоа ќе треба да почекаме и веројатно тоа не ќе биде од некаде во септември. Така. Значи многу е битно дали ќе има или ќе нема жалби. Додека се решат жалбите, разбирате. Да, сепак е постапка, се работи за постапка, процедура. Вие бевте еден од можеби првите градоначалници што воведовте уште зимото штедење на уличното осветлување, односно исклучување. Да, и тоа даде резултати. Даде резултати, мислам дека продолживте. Да, продолживме со тој тренд. Сега веќе светилките ќе се гасат ноќе од 3 часот, значи од 3 часот па до дека не зазори. Работиме секоја втора светилка, парите што ги заштедивме, ги пренаменивме за други проекти, за децата во училиштата, еве за варосување на училишта, за градинки кои им течат крововите и така натаму. Значи се што сме заштедиле е тука. Ако не ја применевме оваа метода, ние денеска нема да зборувавме за комплетно расчистени долгови, затоа што на моето доаѓање имав 5,5 милиона евра долг. И тогаш дојдоа енормно високите цени на струја, и ако не преземевме мерки, ние денеска ќе бевме уште во долгови. Како резултат на тоа ние немаме веќе долгови и средствата, сега со ребалансот одвоивме средства за други намени, за проекти во делот на образованието, во делот на инфраструктурата и така натаму. Би сакала да се задржиме во делот на инфраструктура, летово каде ќе се насочите, каде има потреба нешто? Да. Реконструкција, сега ќе се, значи мислам дека на 10 се отвара тендерот за општинската зграда, за првите 2 спрата, потоа за фасадата на улица Братворска, значи зградата која што треба да се направи фасадата на улица Братворска. Исто така треба се постават така наречени шипови, бидејќи земјиштето клизи на улица Теодосиј Синаицки и реконструкција на дел од улицата Теодосиј Синаицки, реконструкција на улицата Козле 3, исто така на дел, значи од улицата, половина ќе биде реконструирана. Поставуваме осветлување на Козле 10, ќе се реновираат и некои улици во Злокуќени, исто така во делот на Жданец. Се тоа работи кои што еве ги работиме. Ќе се обновува игралиштето во Нерези, ќе се обновува, ќе се става тартан стаза, тартан подлога и на игралиштето во Карпош 4. Се надевам дека ќе го направиме и на игралиштето Сокол во Карпош 1, така да тоа ни се зафатите. Во исто време две училишта, едно училиште веќе целосно е офарбано, треба да се офарбаат други 2 училишта и со тоа антибактеријска и антиалергиска боја, што е многу битно за нашите најмлади жители во општината. Убаво ќе го искористите распустот. Сакам да ве прашам, веќе се зборува во општината дека имате проблем со кадарот во градинките. Да. Немате доволно стручен негователки,
случаен кадар за работа во градинките? Како да го надминувате? Искрен да бидам, се случува некоја чудна работа. Имаме зголемен број на деца. Некаде во сите градинки имаме околу 300 деца повеќе, а по систематизација имаме негде околу 30 помалку негователки, воспитувачки, технички персонал, а заминати во пензија, заминати на друго работно место или починати имаме 19, а за истите немаме добиено одобрение од Министерството на финансите. Тоа е голема бројка, поготово изразито тешка ситуацијата ни е во градинките, значи градинката и клоновите на Мајски цвет. Згоре јас не можам да се изначудам. Значи имаме зголемен број на деца, а намален број на персонал. Директорката ми вели кога јас се вработив, бевме 3 жени на 15 деца, сега една жена на 26 деца. Можете да замислат граѓаните какво е тоа водење грижа за тие дечиња. Поготово ако се работи во јасли, може да замислите дека едно дете треба најмалку 3 пати да го преповиткате, 4 пати да го нахраните, значи со ужинки, па некој дете плаче, па треба ли да го смирите и така. А ако случајно се разболи таа негователка, замена нема. Нема замена, тогаш ги спојува тоа, веќе 50 деца не. И ја не можам Имате ли да се некое решение? Јас разговарав и со министерката за труд и со министерот за финансии, тој ми побара да му однесам доказ колку заминале или се пензионирале, или починали, колку ни одобриле, се надевам дека ќе се коригираат во тој дел. Или, например, во градинката Орсе Николов, во Карпош 3, објектот е готов повеќе од 3 месеци, согласности немаме за вработување на кадар, каде што таму стотина деца треба да бидат згрижени. Тоа сакав да кажам, барем литово некако да се реши знаете проблемот, бидејќи помалку навистина е бројност. срамота. Каде не примеме во администрација, таму каде што најмногу има потреба. Така, добро. Тоа е многу неодговорно од сите нас. Така, добро. И да ви кажам, досега се трудевме, сметајки дека, еве, тоа е времено, ќе ни стигнат одобренијата, плакавме и ние плати на негователки, на воспитувачки, ама не можеме повеќе. 200 милиона денари ние платни од фонд во општина Карпош. И јас кога дојдов за градоначелник беше 146 милиона, сега е 207 милиона. Може да мислите милион евра само има зголемување на плати. И сега, колку општини би биле срекни да имаат милион евра буџет? Како Ранковце, како, не знам, Пехчево, како, еве, Зеленико, како мали општини, не знам, еве, Струмичките, тие малите општини, Демир, Хисар и така натаму, а ние имаме само 2 зголемувања на платите, не коштаат милион евра. Така да не можеме повеќе да плаќаме. И како оди работата, како се зголемуваат платите. Од година април пак ќе се зголемат, а буџетот е тој. Ние за 5 до 7 години ќе дојдеме колку плати, толку буџет. И тоа не смееме да го дозволиме, мораме да реагираме. Да. Добро, верувам дека ќе се реши, повторно кажувам, барем летниот период, затоа што во градинките општа пракса има помалку дечи остануваат во своите. Министерот за финансии е разбран човек, колега ми бил, министри сме биле заедно, живее во нашата општина, разговаравме коректно на ова прашање. Тој рече, донеси ми доказ да видам, ќе се потрудиме да помогнеме и јас се надевам дека тоа ќе биде така. Може би скокаме со темите, ма одам по приоритет што некако мислам дека се важни. До каде сте со зонското паркирање? Во општина Карпош е, како ќе кажеме, жаргонски хаос за паркирање. Што да ви кажам? Се што сака да оди во центар, сите што имаат втора и трета кола од центар ги паркираат во Карпош 1 или кај млечен ресторан или ваму кај Министерство за економија. Сите што работат во ПУИК, во специјално јавно обвинителство и така натаму, сите се паркирани возила на територија на Карпош 1. Има луѓе кои што си имаат фирми за продажба на коли, како кое паркинг место ќе се ослободи, ќе ја донесе колата што ја продава и со тоа 15-20 паркинг места ни зафаќа, луѓето се нервираат. Имаме хаварисани возила. Значи, со зонското паркирање сите овие работи. Прво ќе ги очистиме тие што ни доаѓаат од центар. Второ, тие што продаваат коли, ќе мора да ги тргнат тука, ќе ги тргнеме хаварисаните возил и ќе можеме, значи, повеќе да имаме простор за паркирање. Мојот колега Богоев побарал одобрение за зонско паркирање од Министерството за внатрешни работи август месец 2021. Сега сме јули месец 2023 година, се уште немаме одобрение. Сега последно се испречи, не сме имале важечки детален урбанистички план.
И сега дали им е јасно на граѓаните кога инсистираме да се донесат детални урбанистички планови, дека тие детални урбанистички планови ни требаат за да решаваме нивните проблеми. Добро, не се само криминали да се прават во деталните планови, поготово, не знам, Карпош 1, Карпош 2, таму прашање дали има еден или два објекта кај што може се ставени плюс или така натаму, значи, а остануваат цели населбини се останати без детални урбанистички планови и тоа не носи сериозни проблеми кај граѓаните. Тоа сакав второто, мислам, следното прашање за деталните планови, меѓутоа би сакала да се задржам за зонското паркирање или воопшто паркирањето, како можност има и стамбени згради каде што еве ова вие што го кажувате, не може да се паркираат до сопствената зграда од овие причини бидејќи. Ајде кај сопствената, може и кај другата зграда, ама и таму нема место, тоа е проблемот. Што ќе прават станарите? Нас не прашуваат новинарите. И никој, знаете што, и вие немате право да го избркате од тука, од тоа е паркинг место. Прв стигнат. Да, прв дојден, прв услужен, по тој принцип, што е страшно. И јас се надевам дека ќе најдеме некој решение заедно со Министерството за внатрешни работи во интерес на граѓаните на Карпош, бидејќи ова ситуација не е издржлива. Ние сакаме да правиме катни гаражи, меѓутоа до февруар месец враќавме долгови. Каде би правиле, на кој локација? Па имаме предвидено и за Карпош 1, имаме предвидено и Карпош 2, и имаме предвидено цела лептокарија, под земја да биде паркирањето, горе да биде плоштад со фонтани, со значи бајаги места имаме, кај млечен ресторан, катни гаражи, кај Порта Влае, значи нагоре по улицата Есперанто, исто така платформи да ставиме. Имаме идеја како да го решаваме. Има Од друга можност, страна, има решение, значи. Сите нови згради сега ги задолжуваме минимум 20%, некаде 30%, а некаде ќе одиме со 50% плюс паркинг места за новите згради. Значи, ако треба да има 60 паркинг места, сега ќе треба да има 90 паркинг места, затоа што готово да нема стан кој нема две коли. Секој семејство. Натаму гостите што им доаѓаат, каде паркираат? Следната работа која што преземаме како мерка е, не можете веќе во Карпош да купите стан ако не сте купиле гаража. Нема да извршиме упис, да, или паркинг место, нема да извршиме упис во катастар на станот доколку вие не донесете доказ дека сте купили гаражно место. Добро, сосема на крај, веќе голем дел за деталните урбанистички планови споменавте. Има доста... Знаете што, деталните планови... И минатиот пат ве прашав. Деталните планови се живот. Затоа деталниот план век на трајање му е 5 години. Ако речете не носам детални планови, тоа исто како да ви кажем, како да затворите породилиште, нема да се породуваат жените. Не знам, да затвориме болница, тоа е живот. Имате потреба од доградба, надградба, да изградите куќа, еве имаме потреба од зонско паркирање. Не можеме да направиме улица, затоа што не може да извадиме нумерички податоци и ти се барат извод од урбанистички план. Како да направиш извод од план кога не постои план, ме разбирате ли? Да. Ние сме сега на ниво на 1945 година. Значи, не е така, тие планови ни требаат за граѓаните. Која е кочница што не се носи? За жал има несовесни советнички групи, па нема да ни замерат. Имаме луѓе разбрани, меѓутоа имаме и луѓе неразбрани, залутани во оваа професија. Едноставно така ги поимаат работите, некои од нив тератинат и што е најинтересно, некако се равњаат едната партија со другата, плашејќи се немој оваа да собере поени, со тоа што каже леле направиле детален план, бетонизирале и така натаму и така натаму. Мислам тоа се глупости, пораките од граѓаните се јасно примени. Далеко тоа, сегде кај што имаме планови сме намалиле висини, сме намалиле тоа што претходно било, сме се потрудиле максимално да излеземе во пресвет, но во исто време не имаме стекнати права на граѓаните кои што ако вие сега сте купиле една барака, сте го продале станот и таму сте сакале да градите куќа, дом за вашите, пример, имате 2 сина и сега ние викаме паднате планот и не можете да кажеш. Па и доста чекаат во разговор со... Може да мислите, 81 барање имаме само кај млечен ресторан. 81 граѓани сака да догради и да награди. И кога ќе дојдат кај нас во општината, не прашуваат кога ќе биде, па не знаеме. А зошто не можам да извадам дозвола, па нема детален план. Кој треба да го направи општината? Каков е тој одговор? Какви сме ние раководители? Да. Зашто сме бирани? Ма затоа граѓаните мора да внимаваат кога гласаат. И наетите само за инат ќе гласам, потоа ни прави проблеми на сите. Ние мора да мислиме за општото добро. Јас ќе ви кажам,
Може да мислите, треба да се донесе урбанички план, кај што сите куќи околу мене се 10,5, мојата куќа е 7,20. А што се јас да не го ставам планот на гласање, да не се гласа тој план? Не можем ја да тргам од моите интереси. Ако секој советник тргне од неговите интереси, па ние никој ќе да донесе. Па не се назначени за собствени интереси, значи се назначени од граѓаните. Ние имаме такви абсурди, например, граѓанин кој по закон му следува легализација на објектот, но бидејќи се наоѓа надвор од генералниот урбанички план, законот вели одлуката треба да донесе советот. И секогаш советот носел позитивна одлука, бидејќи ги исполни сите услови утврдени со закон. Дале согласност надлежни министерства, надлежни институции и така гласат против. И што е најинтересно, гласаат советници кои што живеат во куќи дивоградба и кои што им легализирала општината една или повеќе дивоградби, а тие гласаат против на свој сограѓанин. Каква е таа хипокризија? Сме да живееме во абсурди и во парадокси, веројатно и ова е една таква... Каква е таа хипокризија? Јас да живеам во куќа дивоградба која ми е легализирала општината, а во исто време на друг граѓанин да не го искористи тоа право. Тоа е, мислам, каква хипокризија, каква дволичност, какво... Па дури да можем да кажем дека нечовечност. Да. Дури со еден колега направивме молба, тоа вика партиска наредба не е така. Повеќе ќе те почитуваат во партијата ако им кажеш каков човек сум јас живеев во куќа дивоградба, мојата е легализиран, сега друг да не легализира. Така повеќе ќе те почитуваат отколку вака. Само можам да изречам дека нависена политиката не сме баш во сите сегменти за жал, да влие. знаете што? И канализацијата ни станаа политика, и клупите, и фонтаните, и тревата, и лисијата, и мостовите, гледате, мостот тој може да се вози по него, ама тоа стана политика, ке паднал, ке сме се убиле, ајде сега истражување ке правиме, разбирате, значи. А не откривме кој тоа го запали, затоа што огинот не е запален доле, него е запален намерно горе, која направи таа саботажа. Значи, се ни стана политика. За жал, бидејќи јас сум подолго време во локалната самоуправа, имаше прекрасни години од 2000 до 2003, така да ти е мерак да работиш со сите советнички групи. Добро, вие сте како пробивен, стоите на она што сакате да го работите и што сте го зацртали и мислам дека ќе ги надминете овие проблеми. Мораме позитивно да завршиме со разговор. Ако биде лесно, секако дека ќе можеше некој помлад да биде. Затоа, како вика Нивош, у добро е лако бити добар, на муци се познају јунаци. Така е. Ке ви се заблагодарам. Следна средба верувам дека барем од овие неколку работи што ги кажавме, светилките ќе ги имаме сигурно, светилките за зонското паркирање верувам дека ќе биде побрзо. Јас се надевам дека ќе најдеме решение со Ако не друго, можеби ќе бидете влезени во новата зграда. Да, благодарам. Началник уште еднаш ви благодарам за учеството во емисијата во живо.